Извршителката Весна Јакимовска повторно тропна на вратата на споменка Цубалеска од Скопје, која пред неколку месеци посегна по својот живот, а за која А1 претходно објави како брутално се изживува врз должниците. Откако и го одзеде и го обезвредни имотот на Цубалеска, спроведувајќи извршување врз неа како трет солидарен должник, наместо кон другите 20 должници, Јакимовска на втората продажба на 23 јануари годинава, по пат на усно наддавање, го продаде недвижниот имот за кој побаруваше 127.625 денари. Доверителката Даниела Томик Јакимова, која противзаконски беше присутна и на одземањето на предметите на споменка Цубалеска во септември 2022 година, се јавува и како купувач. Помал дел од предметите ги купило лице од гостивар, кој уплатило сума од 14.750 денари за да ги добие и двата скапи телевизори кои претходно беа одземени. Извршителката заедно со купувачите влегла кај Цубалеска за да ги одземе и двата попишани телевизори, иако ТВ приемниците, како што тврди споменка, се одземени уште при насилниот упад од пред 4 месеци. Основниот суд Гостивар до председателот на судот Елијас Алиу, кој ми одговори по мојот приговор во рок од 4 месеци, а законскиот рок е 72 часа, и каде се по мојот предмет се огласи како месно ненадлежен и дека го враќа на суд на повторно судење во Скопска двојка. Во Скопска двојка проверив, овој предмет не постои. Значи, еве 2 месеци тој предмет не постои. И дали јас треба да бидам втората жртва во Македонија која ќе остане без дом, како Тулај Нуредини, нашата сограѓанка. Патувам апел до институциите дека монструмот Весна Јакимовска по Западна Македонија врши тортура врз луѓето и краде по куќите, каде што им го зема накитот, мебелот, а скапиот накит што го имаат, го топи и го дава. Јас сакам само да излезе правдината на виделина и сакам првиот солидарен должник, Илија Цубалевски, да си ги расчисти сметките и да почнам да живеам мирно. Јас се уште не живеам мирно, јас се уште сум должна на монструмот. А1 ја побара извршителката Весна Јакимовска пред да се одржи втората продажба на недвижните предмети во Гостивар. На прашањето дали сака да ја снимиме за изјава во врска со тврдењата на оштетените граѓани и во врска со представките за неа кај народниот правобранител, Јакимовска кратко одговори: не. На прашањето од А1 дали може да присуствуваме на продажбата на предметите на Цубалеска, Јакимовска рече: не ве разбирам ништо од ова што го зборувате, јас не сум таа за која зборувате. По последното влегување во домот на споменка, А1 испрати СМС порака на Јакимовска со истото барање за изјава во врска со случајот Цубалеска и реакциите од граѓаните, но не доби одговор. Сведоштвото на споменка охрабри уште неколку граѓани да го кренат гласот против самоволието на дел од извршителите и спрегата помеѓу нив и поединци од судскиот систем, а продолжува и трендот на поднесување представки до народниот правобранител, за кој во 2021 година добил 247 поплаки за работата на извршителите. Сите поплаки се однесуваат на високите камати кои извршителите ги наплаќаат од сметките на граѓаните. Законската казнена камата, која често пати ги доведува граѓаните во крајна неповолна ситуација, каде што долгот што го трпат како резултат на пресметување на каматата често пати е 2 пати, 3 пати, па и по 4-5 пати поголем износ во споредба со основниот долг кој граѓаните го имат кон одредени доверители по разни основи. Во Законот за облигациони односи, следствено на тоа и во Законот за извршување, за жал нема ограничување до кога и на кој износ може да се пресметува законска казнена камата. Според бројките до кои дојде А1, најдобрите 10 извршители во периодот од 2017 до 2021 година пријавиле вкупен приход од 19.414.692 евра, а оствариле добивка од 5.178.484 евра.